облечи на љубав устан, дојди со кармин на уста, ногта не мами, за да сме малку сами. Сите нека зборат, животот е тоа, од сите жени ти, срцево го зароби. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, световина, 4 страни, а јас само една ти. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, световина, 4 страни, а јас само една ти. Те чека во моите сни, ко писмо од војнички дни, ко гром од ведро небо се појави ти. Дојде во белиот фустан, со истиот кармин на уста, ноќта не мами, пак да сме малку сами. Сите нека зборат, животот е тоа, од сите жени ти, срцево го зароби. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, световина, 4 страни, а јас само една ти. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, световина, 4 страни, а јас само една ти. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, световина, 4 страни, а јас само една ти. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, световина, 4 страни, а јас само една ти. Вистинска позитивна енергија и во нашето студио ни донеса нашите последни гости. Добро дојдовте назад, ова беше една убава најава за една убава приказна која би рекол се случи на крајот од тој последен, односно нормален период, затоа што сега имаме, нели, пред и по Христа, ова е сега пред и по ковид. Септември 2019 година дуото Даци Александар. Не знам дали знаете, меѓутоа овој официјалниот наслов стои во наводници дека дуото се вика Даци Александар и не знам дали ние би погрешиле доколку би ги најавиле Александар и Даци или Митевски и Дац со оглед на тоа дека повеќе условуваме со Дац отколку со Драган Спасов. Да, од Даци веќе остана како мој прекар кој што ме следи и во името и така да дури ме кажува Драган Спасов Дац. Добро дојдовте и драго ни е што сте наши гости ова утро, малку музика, малку една убава приказ, неве да почнеме со тоа. За некој ова можеби делува и неспојива приказна, меѓутоа е реална и функционира веќе 6 години и тоа како успешно функционира со оглед на тоа дека направивте, би рекол, револуција, со оглед на тоа дека овде се комбинира и поп и фолк, имате обожаватели од сите возрасти, полови, можеби малку повеќе жени, имате и такви проекти за кои ќе позборуваме. Многу повеќе жени. Многу повеќе со оглед на тоа дека ве очекува еден проект наскоро, меѓутоа еве да почнеме како почна приказната Даци Александар. Многу спонтано. Баш пред ковид периодот ние дружевме многу време. Пријатели сме многу време, сме соработувале што во театар за музика, што радио реклами и други работи. Но некако природно дојде работа при тие дружења да запееме нешто заедно да направиме. Прва ни беше она Цреши Охридски што ја отпеавме на Трубадурите.
За многу луѓе неспојиво изгледаше тоа, еден актер, еден композитор, нели, да се спојат во нешто вакво. И некако се поклопи и тој корона период, претходна настап на Макфест су Што ми фалиш. И се редеа така како на филмска лента убави работи, додека дојдовме до коронава. И тука бевме застапени деноноќно за нашиот народ, за нашата публика. И ја раздвижевме и естрадата, така рекоа на почетокот, затоа што баш беше затишје тој период. Веројатно и траеме. таа непосредност, таа искреност, тоа другарство Да. е многу битно. Практично и луѓето го чувствуваат и веројатно тоа и фалеше. Точно, да. Да, како вие доживувате публиката? Цело време зборуваме за публиката, зборувавме и пред да започнеме со разговорот дека секогаш каде што сте вие преполно. Публиката е таа што сепак бира. И они не избрале нас да дојдат. Сепак некако сме ги привлекле со нашата енергија, веројатно со песните, со настапите и сакаат да дојдат да не видат. Да се забавуваат, така да тие се тие што бираат. Ако има публика, они ве избрале вас. Нормално треба да има предуслови зашто би ве избрале. Веројатно сме ги створили, затоа ги не бираат. Затоа и ни се вика и самиот концерт кој што следи, 2 концерта, 6 и 7 март, по повод 8 март, денот на жената, во Македонскиот народен театар, концертите се викаат Дамите бираат. А мажите резервираат. Мажите резервираат. Да. По една резервација од маж во Да, двата во случаја. моментов се малцинство во поглед на резервации. Затоа од МНТ ни рекоа као рекламата ви е грешна. Испадна дека сепак и жените си резервираат многу повеќе од колку мажите. Нема таква иницијатива од нив. Но ќе бидат и парови тука, баш мешана публика од сите генерации. Веројатно убаво ќе им дојде малку да се разелат, ќе спасите и бракови и врски. Со оглед на тоа дека може Само убава работа ќе направи. Да. Сакав да ве прашам, имате многу синглови. Имате точна бројка? Па има преку 20 што се официјални. А албум нема? Албум не. Издадовме како 2 компилации на собрани хитови. Тоа беше баш во тој период, едната околу короната, нешто подоцна. Народ што песни ги сака еден и народ што песни ги сака 2. И некако нема потреба од албум бар во денешни услови, во она темпо ние што го работиме. Некако новите песни не ги ни издаваме класично, туку прво ги пееме на нашите настапи, ги раѓаме со публиката заедно, на терен што се вика. И многу е интересно што при секоја нова песна правиме едно туце од текстови и штампани, се делат по публика, за да може да пее со нас и да ја научи песната. И тоа многу добро се покажало како пример до сега. И еве и последната 4 страни така беше промовирана. И потоа искача спот, нели, излегува и оние промотивни работи. Да, инаку заборави да каже дека спремаме плоча од нашите песни, кои што ќе бидат застапени 10 песни, зашто плочата не дозволува повеќе на самата плоча, на самиот винил. Не може да се направат повеќе од 10 песни. 5 на една страна, 5 на друга страна. Околу 40 минути комплет, по 20 минути. Тоа ќе го издадеме во скоро време. Ќе биде таа плоча, ќе биде така повеќе за тие што имаат мерак да имаат една таква плоча, а и сепак и за нас. Мене ми е мерак да имам дома една плоча и да ја пуштам на грамофон. Имате ли извинјани, морав ова со настапи да го... Имате ли омилен настап? Нешто што и вие не сте очекувале да се случи некоја ерупција на емоции, иако очекувате се разбира, меѓутоа да ги премини тие граници. Па знаеш што, обично настапите се толку слични што е многу мало тој процент да варираат. Обично се
она увисок на црвено. Цело време. Цело време. фреквенција. И се варираат некои интересни изненадувања од град во град. Да, од град во град може, например, ајде нема споменам кои градови се, само ги гледам дека обично на почеток малку се помирни, нели? И негдека кај што пееме од прилика, знаеме од прилика каде се дига публиката комплетно. Овдека седат викам, веројатно вас не ве фаќа, викам, ве научени сте за пиење, викам, подосна. И точно, подосна ги фати, после не можеме да си оди. Или не ги станувате рано, тоа е интересно. И да, и газдика, не ги станувајте рано, ништо не јадат. Се плански да. Дори можеби треба да ни дадат распоред па да ги праќаме нашите дописници. За рапорт за тоа како поминале вашите настави по градови. Да го споменаме тука и актерството, кое што ви е во душа, но има уште нешто што го носите во вашата душа, тоа е пишувањето. Многу често споделувате убави мисли, текстови на социјалните мрежи. Па да, нешто што ќе ми излезе од внатре, од душата, што се вика. Сакам да го напишам. Има некои работи кои што се преведени, препишани, но што се убави. Така да исто и тие знам да ги постирам. А што се однесува до глумата, тоа е мојата професија, мојата прва љубов, која што никош не можам да ја заборавам. Нели? Се е една привремена работа во музиката. Сум на привремена работа во музиката. Ќе видиме што ќе се случи. Ја немам уште многу до пензија, така да ќе видиме дали ќе играм уште нешто или не. А публиката ве сака, се разбира. Ќе направиме на куса пауза, слушаме уште една ваша омилена песна на публиката и се враќаме во студио. Sami nozeve me nose po tvoja ulica. Stara ljubov 23, moja posledna stanica. Ušte stoji ta klupa, kaj što taksi te ostava. Kako sveća ugasna, ušte mi fališ ko žica na gitara, ušte ko kompas srce vo te bara, ti si lek za duša boemska, ušte mi fališ ko ta pesna stara, konec, srce što mi para, ti si lek za duša boemska. Ušte živeš vo mojte stihovi i pesmi, ušte zaludno sekoj Božji den me trezni. I mi fali tvoja ljubov, bare me rezdi. Ma neka zbori koji što saka, ne živeam za njim. Ušte mi fališ ko žica na gitara,
Уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав фустан, за која и јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш. Уште ми фалиш ко жица на гитара, уште ко компас срцево те бара, ти си лек за душа боемска. Уште ми фалиш ко та песна стара, конец по конец срце што ми пара, ти си лек за душа боемска. Мислам дека еден момент го забележавме и треба да го смените за во иднина цигарите со оглед на новиот закон за пушење, да не се доведеме во ситуација да бидат забранувани вашите спотови. Да. Ќе ги замаглуваме таму. Веројатно треба да се става блур, бидејќи Старите, а ќе ветиме дека во новите нема да ставаме. Ја мислам дека не може толку ригорозно да биде со пушењето, ајде ќе видиме како ќе биде законот. убаво рече Александар, боемштина без Боемштина без цигара тешка. Видовме тука на вистина убави дами познати, зборувавме дека на интересен начин се изработуваше овој видеозапис. Напорно. Прво е напорно, затоа што да 32 мисля дека беа. И куќето е женско. Да, и куќето. И него го да. речуваме. Значи 32 господи да ги собереш на едно место и да се направи овој спот, стварно беше и предизвик. Затоа што прашаа прво дали ќе имаат шминка и фризура, реков не од дома ве молам дојдете или на шминкани со фризура, затоа што ако се да шминкаа таму, сигурно 2 недели ќе го правиме спотот. Сите беа безпрекорни, точни. Ова е прв спот на кој што се прави ремейк. Значи, тој спот беше, уште ми фалиш со мажи, машки спот беше, сите беа мажи во првиот спот кој што е направен. Вашиот. И после после го направивме овој. 5 години подоцна. Да, после 5 години се направи женската верзија и се собравме во Тривека и мажите и жените од спотовите и направивме промоција на женскиот спот, така да беше баш интересно. Убава приказна и ова е интересен момент, бидејќи, како што рековте, ова е прв ремейк на спот. Да, ја мислам дека никој не направил се ремейк на спот. Идентичен, да. Идентичен е спотот, во Драмски е сниман, двата се снимани во Драмски со истата сценографија. Ми ја пронајдоа целата се што беше од првиот спот, пошто го гледа до фустанот, до се. Меѓутоа и песната е друг сензибилитет, меѓутоа истата приказна. Тука е убав моментот, бидејќи ова е наменски направено, не да се направи да се види приказната од два ага. Од женска перспектива. И од женска перспектива. Имавте успешно 2025 година. Како вие ќе оцените лично? Па беше баш и успешна и баш и се истрошивме на некој начин затоа што гледавме да стигнеме буквално секаде. Сите настани кај што требаше да се појавиме, се појавивме. Дури при крај на годината успеавме и на Сдруженијето и Квалите да им бидеме гости за лица што помагаат со попреченост во развој. Имаше многу убава инклузивна забава кај што се појавивме и баш беше набиена агендата, но со голем мерак го правевме тоа целата оваа година. И некако на 31 после на денска забава што ја направивме, традиционално, си дадовме одмор и традиционално пак бевме во Крушево,
тоа ние баш едва и го чекаме тој момент одма после нова година. Да отидеме да најдеме мир, малце воздух. Ќе биде исто интензивна новата година? Па да, еве. Од кажа пратениците од денес се на работа, ние од утре, од стара нова година. Да. ќе Случајно почнеме. или не? Па стара нова година, сепак има нова некој година, повод. Да. Така. Да, од Како рековме и Трамп е шишал за и водници. Трамп се Шишал среден. Да. Сакав нешто да прашам, меѓутоа сега ми пропадна. Доколку имаш Ани Ништо ќе споменаме уште дека повторно се гледаме 6 и 7 март. да, тоа е Поканиме интересно. сите гледачи, сите оние кои што ќе успеат да дојдат, се разбира, до билет. Да, билетите веќе се во некоја поодмината фаза на продажба, што значи нема уште голем број останато за двете представи. Затоа што тука има интересни идеи на компании кои што ги носат своите вработени на овие концерти, такви има најави. Во секој случај ќе биде уникатно уживање, ќе имаме и специјални гости кои уште ги држиме во тајност, што убаво ќе и дадат една ниво плюс на оваа вечер. Ќе има тука и поезија, и музика, и Шала. Да. Да. На вистинско уживање за сите кои што ќе бидат присутни. Благодариме многу на одвоеното време, ќе ви посакаме успех и се разбира да ни бидете повторно гости. Благодарам. Благодариме на вас.